Драги ученици, добре дојдовте во училницата. Се викам Орданка Петковска и работам во Општинското основно училиште Рајко Жинзифов од Оризари Велес. Денешната видеолекција се однесува на предметот македонски јазик за четврто оделение. Наставната содржина е повторување за глаголи. Преку истата ќе можеме да повториме кои зборови се глаголи, што означуваат, како да ги препознаеме и во која форма се прикажуваат. Глаголи се зборови што означуваат работа, движење, состојба во која нешто се случува, но нема движење, и дејство со кое се представени случувањата во природата. Зборови што означуваат работа или движење. Сади, копа, скока, плете. Зборови што означуваат состојба. Спие, слуша, чита. Зборови што означуваат дејство. Свети, грее, дува, врне. Да ги погледнеме речениците. Марија свири на клавир. Глаголот свири означува работа. Милан лежи во креветот. Глаголот лежи означува состојба. Дува силен ветар. Глаголот дува означува дејство. Постојат три глаголски времиња: минато, сегашно и идно време. Да покажеме преку примери. Вчера повторував за именки. Дејството повторував се вршело во минатото. Глаголот повторував е минато време. Денес повторувам за глаголи. Дејството повторувам се врши додека зборуваме. Глаголот повторувам е во сегашно време. Утре ќе повторувам за придавки. Дејството ќе повторувам ќе се врши во иднина. Глаголот ќе повторувам е во идно време. Глаголите разликуваат лице, род и број. Ќе покажеме преку глаголот зборува. Еднина. Прво лице. Јас зборувам. Второ лице. Ти зборуваш. Трето лице. Тој, таа, тоа зборува. Множина. Прво лице. Ние зборуваме. Второ лице. Вие зборувате. Трето лице. Тие зборуваат. Овој дел се однесува на наша заедничка работа. Користете лист и молив како би можеле да ги запишете одговорите. За секое прашање одберете одговор кој сметате дека е точен, од А, Б или В. После секое прашање ќе го погледнеме точниот одговор. 1 поен добива секој кој точно одговорил. На крај ќе ги сумираме резултатите и ќе добиете насоки за понатаму. Среќни ученици! Прво прашање. Глагол е под А плете, под Б платно и под В плата. Запишете во својот одговор. Глагол е плете. Баба плете џемпер. Кој од вас запиша под А, добива 1 поен. Продолжуваме. Глагол е под А пее, под Б песна и под В поет. Глагол е под А пее. Марија пее песна. Глагол е А работник, Б работам, В работилница. Глагол е работам. Јас работам вредно. Идно време е под А гледав, под Б гледам, под В
Ке гледам. Идно време е под В, ке гледам. Јас ке гледам цртан, штом ја напишам домашната задача. Сегашно време е под А пее, под Б пеела и под В ке пее. Сегашно време е пее. Минато време е под А пишува, под Б ке пишува и под В пишувала. Минато време е пишувала. Александра пишувала песна. Глаголот мислам е под А минато време, под Б сегашно и под В идно време. Глаголот мислам е сегашно време. Мислам дека овој квиз на знаење ви се допаѓа. Глаголот мислевме е под А идно, под Б сегашно и под В минато време. Глаголот мислевме е минато време. Мислевме дека оваа задача ќе ни биде тешка. Глаголот ке пеам е под А идно време, под Б минато време и под В сегашно време. Глаголот ке пеам е идно време. Ке пеам штом го научам текстот на песничката. Глаголот месам е А сегашно време, Б минато време и под В идно време. Глаголот месам е сегашно време. Јас месам леп. Глаголот цртам е под А прво лице еднина, под Б трето лице множина и под В второ лице множина. Глаголот цртам е прво лице еднина. Јас цртам сонце. Глаголот ке игра е под А идно време, под Б сегашно време и под В минато време. Глаголот ке игра е идно време. Армин ке игра фудбал на игралиштето. Глаголот ке игра е под А прво лице еднина, под Б второ лице множина и под В трето лице еднина. Размислете и запишете. Глаголот ке игра е трето лице еднина. Тој ке игра фудбал на игралиштето. И последното прашање, глаголот чита во второ лице множина значи под А читам, под Б чита и под В читат. Множина. Запишете. Глаголот чита во второ лице множина гласи читате. Вие читате лектира. Ајде да го погледнеме вашиот резултат. Сега пребројте ги своите поени и пронајдете се во табелата. Од 1 до 6 точни одговори, од 7 до 10 точни одговори и од 11 до 14 точни одговори.
Доколку не сте задоволни со својот резултат, можете повторно да го погледате видеото. Ви благодарам за вашето присуство и се гледаме во некоја наредна видео лекција.